Тоа беа првите вести, а сега како што и најавив, одиме со првиот разговор во студиото. Пред една недела заврши 14-тиот меѓународен енергетски форум кој што беше одржан во Скопје. Повеќе од 700 гости, 130 говорници, на 30 дебати се зборуваше за една од најбитните теми на денешницата, а тоа е енергетиката. UNDP беше вклучен директно во организација и во покровиштво на овој настан. Александра Димова Манчевски е со мене во студиото, па ќе разговараме со неа околу заклучоците. Ти благодарам што ја прифати мојата покана и што ќе зборуваме денеска за ова битна тема. Благодарам на поканата. Како се случи Македонија прво да биде домаќин на еден ваков голем настан, ако се знае дека на илјадници километри беше претходниот? Секогаш Како се најде Македонија на мапата? Секогаш работите се случуваат со една добра идеја, каде што група на луѓе ќе ја препознае таа идеја и ќе ја имплементира истата. Ова беше и нашиот пример. Некаде во август 2024 година, постојаниот представник на развојната програма на Обединетите нации во Македонија, господинот Армен Григоријан, на една од колегиумите кои што ги имавме, ја изрази идејата што мислиме ние да го донесеме следниот 14-тиот форум за енергија за одржлив развој во државата. Тогаш само што беа завршени парламентарните избори и беше основано новото Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Го закажавме првиот состанок со министерката и ја презентиравме нашата идеја. Истата веднаш беше препознаена и прифатена и започнавме еден подолг процес на организација во смисла на застапување и лобирање кај носителите на одлуки за да ја донесат одлуката ние да бидеме домаќини на 14-тиот форум. UNDP од старт препозна дека има капацитетност едно ново министерство, мала држава како Македонија да организира еден ваков настан? Ова е настан кој што е во собственост, можам да кажам, на 5 комисии, економски комисии, регионални економски комисии на Обединетите нации кои што покриваат еден поголем регион, глобален регион. Они се носителите на овој форум. Добро. Во тие застапувања и во тие преговори што ги имавме во Женева, во Банкок, за да се донесе одлуката од нивна страна, да настапивме заедно со ова ново Министерство за енергетика и UNDP и Министерството во партнерство, малтене со помош на овие 5 комисии, го организираат цел овој настан. Активните подготовки започнаа некаде во март 2025 година, одлуката се донесе во декември во Банкок 2024 година, дека ние ќе бидеме домаќини, Македонија ќе биде домаќин на овој настан, односно Министерството за енергетика. Некаде ноември 25 започнавме поактивно да се координираме, да се состанчиме. Тоа беше еден многу бав интересен процес да се види дека како представници од Чиле, од Етиопија, од Либија, од Швајцарија, Тајланд, па и ние тука во Македонија, UNDP и Министерството, бевме дел од таа една поголема група каде што буквално секој еден детаљ заедно го разработувавме за да стигнеме до овој успешен резултат. Значи, од содржина на агендата, од билатералните протоколарните средби, до дизајнот и техничката поддршка, влезот за овозможување на странци на кои треба визи да се овозможи побрз влез. Буквално цела логистика, каде што да, 5 комисии UNDP има свој значителен влог, меѓутоа главниот кредит мора да се даде на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и на министерката, затоа што тие бија усвари моторот кој што ја движеа целата оваа приказна за да биде успешна како што е. Што светот знае за македонската енергетика? Од сите овие представници кои дојдоа пред да биде започнат форумот, што знаевме? Баш конкретно што знае светот? Ова е глобален форум. И кога почнавме да ги дискутираме темите, кога сакавме да ставиме ние акцент можеби повеќе на Македонија, повеќе на регионот, сепак во неколку наврати препораката беше
доаѓаат 700 гости. Така. Имаме 170 експерти од странство, кои што покриваат различни теми. Секогаш беше препораката да не се фокусираме на една земја, туку регионално и глобално да се покриваат темите. И тоа е така и мора да биде така затоа што енергетиката не значи енергија само за една Нема држава, граници не е тука. изолиран Така. процес. Проблеми во Португалија може да придонесат кон проблеми и нели целосен крах на системите во Шпанија. Проблеми во Грција може да донесат проблеми во Северна Македонија. Така да регионално и пошироко се гледаше целиот енергетски систем на самата конференција, впрочем како што и треба да се гледа. UNDP е организација која што спонзорира, помага во многу делови од општеството, не само во Македонија, туку и во регионот. Како се најде и какво е искуството на UNDP во областа на енергетиката? UNDP е глобална развојна агенција која што долги години работи на оваа тема енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија на глобално ниво. Добро. Нашиот таргет е да овозможиме дополнителни 500 милиони жители да добијат пристап до безбедна, до достапна, до постојана, до обновлива и чиста енергија. И оваа глобална цел ја преточуваме и на национално ниво. Ние работиме, например, на неколку проекти со финансиска поддршка на Шведска. Работиме на еден проект за заштита на воздухот од загадување, односно унапредување на квалитетот на воздухот, преку имплементација на мерки кои што подразбираат зголемување на енергетската ефикасност како прв начин пред да се сменат изворите на затоплување, системите за загревање. Затоа што главен извор на загадување, особено во грејната сезона, во државава, во поголемите градови, впрочем е загадувањето на воздухот кое што доаѓа од биомасата. Од биомасата, која што се користи од страна на домаќинствата, меѓутоа и од страна на јавните предпријатија, од страна на фирмите, на дуќаните и така натаму. Втор еден пример кој што за проект кој што го работиме, тоа е зелениот финансиски инструмент, каде што преку низа партнерски институции, организации и со помош на банките обезбедуваме кредити за малите и средни предпријатија од 5 до 10% грант за имплементација на овакви мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и замена на грејните тела, а на домаќинствата пак, оние кои што се поранливи домаќинства, им обезбедуваме грант од 30% за да можат да имплементираат вакви мерки. Така да долги години работиме, активно работиме и едноставно ги поставуваме стандардите како требаат одредени проекти во оваа насока да се движат. Од целикон акција е главната тема на овој форум. Колку се постигнаат целите и на каде ќе води акцијата, ако може така да го проформулирам сега ово? Од целикон акција да ја напоиме иднината со обновлива енергија. Ова е една од темите кои што е блиско и тесно врзана со одржливата развојна цел број 7. Сега ние што викаме овдека? Викаме дека сакаме имаме одреден таргет да не изоставиме ниту еден жител на планетава Земја, да му обезбедиме безбедна енергија која што он ќе може да си дозволи да ја користи, таа да биде постојана енергија без прекини, енергија која што ќе дојде од чисти и од обновливи извори, сега околу оваа тема беа структурирани 11 сесии. Панели. Сесии беа овие затоа што беа 3-4 паралелни сесии се организираа во текот на еден ден. Добро. И сега сите учесници што беа
може да видат која сесија, подсесија или панел е од мој интерес, за да јас можам да учествувам во таа расправа и во таа дискусија. Па така да речеме, паралелно се организира сесии за финансирање на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, сесија за e-mobility, сесија за жените во енергетиката, младите во енергетиката, понатаму сесија за некои баи на потехничко ниво, типот на енерджи вмрежување на системите, безбедност на системите, отпорност на системите. Значи, сечи интерес можеше да биде задоволен затоа што по 4 сесии во исто време единствено само требаше човек да се реши на која сака да присуствува за да научи, за да размени знаење. Следно што сакам да ве прашаме, темата околу жените во енергетиката и младите во енергетиката. Како може да има такво групирање и што е целта на таквото групирање? Енергетиката мора да биде, развојот на енергетиката мора да биде инклузивен. Кога викаме да не биде само машка професија, електроинженери не се само мажи, така? Точно така. Значи, кога викаме дека мора да обезбедиме отпорни системи, мора да обезбедиме безбедна енергија, постојана енергија, мораме да обезбедиме и инклузивност. Без учество на сите општествени групи, каде што жените се практично 50%, ние не можеме да обезбедиме родова еднаквост, инклузивност и така натаму. Значи, жените се еден од клучните двигатели и мора да им се обезбеди простор преку дополнителна поддршка, да бидат вклучени не само како бројка во енергетиката, во оваа област, меѓутоа да им се даде можност да бидат да носат одлуки, да бидат на лидерски позиции, менаџерски позиции. Дали тоа ќе го правиме преку поддршка на жени за едукација, реедукација, образовни програми или па разни тренинзи, сепак тие родови стереотипи, само можеби не толку во нашиот регион се застапени, меѓутоа споменавме глобално. Министерка за енергетика имаме министерка за енергетика, така е. Меѓутоа на глобално ниво има земји кои што се уште се соочуваат со базични родови стереотипи и реков дека овој форум е глобален форум. Така да се препознаваат предизвиците, проблемите, се дискутира за идеи и решенија и се креираат можности преку размена на искуства, пилот проекти, како имплементирано во еден регион, дали истото може да се повтори во другиот регион, да се преслика што е научената лекција, затоа што на овие форуми многу е важно кои се и научените лекции. Не е само да се каже леле колку сме ние добри што се направивме. Експертите како е стигнато до тоа, претпоставувам. Интересира како е стигнато до тоа. Кои се научените лекции и што можам јас да заобиколам од сето тоа за да постигнам уште поубави, подобри резултати без да ја платам цената скапо за истото. Во однос на младите, се повеќе млади се ориентираат кон техничките науки, па ете околу инженерството, машинството, колку младите според вашите информации се заинтересирани за енергетиката и воведување на нови пракси во самата енергетика? Ова беше исто тема која што сериозно се опфати на форумот и се посвети две сесии се посветија да ги идентификуваат проблемите поради кои младите сепак на глобално, иако има тенденции на придвижување и на се поголемо вклучување на младите, генерално застапеноста на младите во оваа област, во овој сектор, не е задоволителна. Сега, факт е дека треба одредено предзнаење да има, дека енергетиката е малце по комплексна професија каде што треба да се учи за да може да се биде ефикасен дел од системот. И наша цел и она што го дискутиравме беше да се препознае дека младите се носители на новите идеи. Се носители, двигатели на онаа дигитализација, се носители на иновациите. Тие идеи, тие иновации мора да бидат препознаени и мора да им се даде шанса
повторно, дали преку одредени стипендии, дали преку одредени платформи за Стимуланси, дополнително учење, размена на идеи, курсеви, тренинзи и така натаму, мора да им се даде дополнителна можност на младите за истите да се да бидат што поголем и позначаен дел од оваа област со цел тие нивни младешки идеи и иницијативи да можат да се преточат во оваа комплексна област. Секако тие растат во еден друг свет, со други очи го гледаат денешниот свет. Ние што растевме во една аналогија и каде што немавме никаква дигитализација, веќе многу потешко можеме да влеземе во еден таков дигитален свет отколку они кои што се родени во такво нешто. Така е, на различен јазик веќе се гледаме дека зборуваме. За среќа тој различен јазик е од една страна кај нив носи иновации, кај нас носи можеби стабилност, ако можам така да го дефинирам, а тоа е тоа што ни треба. Да, и дигитализацијата беше една од побитните теми на овој форум. Што беа заклучоците во однос на дигитализацијата и поврзаноста со енергетиката? Значи, главната цел секогаш е да се обезбеди една енергетска трансформација која што ќе биде стабилна, безбедна, инклузивна, одржлива. Една од клучните алатки за да се стигне до тоа е дигитализацијата. Интероперабилноста на системите. Сајбербезбедноста на системите. Носење на решенија преку користење на вештачка интелигенција. Меѓутоа, за да донесеш решение, треба база на податоци, хранење на овие системи со податоци. Така да, оваа тема исто се дискутираше речиси еден ден. Низа експерти ја покрија темата од различен аспект, дали станува збор за блокчейн, технологии, за вештачка интелигенција. Мора да се препознае моментот, меѓутоа и мора да се креира платформа каде што вештачката интелигенција и овие алатки на дигитализација нема да се плашиме да ги примениме. Ќе знаеме ли да ги примениме во брза иднина? Следниот разговор ми е токму на оваа тема со гостин, сакам да ве прашам и вас. Имаме ли ресурси, човечки капитал? Мора да ги применуваме, мора да бидеме во линија со новите технологии, затоа што, пак ќе кажам, енергијата е регионална. Ако еден регион одстапува, тогаш ќе направи проблем на сите, на целиот регион, значи на сите земји околу. И притисокот е се поголем. Така да, оваа платформа што сега ја креиравме и ние преку форумот за размена на тие искуства, за креирање и вмрежување на експертите, дефинитивно носат кон воспоставување на контакти, препознавање на програми и проекти каде што наши луѓе исто ќе може да бидат дел од таквите програми за да напреднат во своето ниво на дигитализација и искуството да го пренесат во државите. Една од програмите која што е од особено значење на Обединетите нации е програмата за развој 7 или SDG7. Што представува тоа? Попластично да го објасните? Да, ја споменав оваа одржлива развојна цел, затоа што самата тема беше поврзана блиску со оваа одржлива развојна цел. Во Кавказскиот регион, економската регионална комисија за Европа при Обединетите нации имаше имплементирано одреден проект каде што група на земји беа вклучени за да подготват патокази како да стигнат до таа одржлива развојна цел број 7. Сега, оваа развојна цел е една од тие 17 развојни цели, кои што се столб на агендата 2030 за одржлив развој и на Парискиот договор. И самата цел за постигнување, самите активности кои што треба да се предвидат за да се постигне, се комплексни. Во смисла бара голем ангажман од многу страни да се вклучат во процесот и на policy level, меѓутоа и на техничко ниво. Сега целта беше овој проект кој што беше имплементиран во кавказските земји да се презентира пред останатите и да се види која е апликативноста, и пак ќе се вратам на тој момент, кои се научените лекции и кои се можностите за останатите региони да направат репликација на таква програма, за сите да стигнеме
да исполниме одржливата развојна цел број 7, која што вика треба да се обезбеди пристап до безбедна, достапна, постојана и енергија која што доаѓа од обновливи, односно од чисти извори за граѓаните, вклучувајќи ги и оние кои што се најранливи. Тука мора да се обезбеди во енергетската сиромаштија што се така едно 30.000 домаќинства добиваат помош од државата за тоа. Декларацијата која што беше подпишана во Скопје на крајот на форумот беше акцентирана како еден добар заклучок, како нешто што треба да се почитува и нешто што дава посебно значење на целиот форум. Што представува таа декларација и кои се придобивките сега од тоа? Таа декларација беше подготвена од страна на нас, организаторите, и беше ставена на веб страницата додека траеше форумот, да самите учесници на форумот можат да дадат свој белег, да дадат свој коментар во самата декларација. Ние што организаторите на форумот и самите учесници на што се согласивме дека да, идеме напред, меѓутоа уште многу треба да се направи. На национално, регионално и на хартија имаме и да видиме сега како ќе биде на пракса. Така, енергетиката е комплексна, генерално добиваме енергија од конвенционални извори, меѓутоа се шифтаме и се движиме кон обновливи извори на енергија и како да ги совладаме сите тие пречки по патот, односно да ја направиме оваа област да биде инклузивна, да не остави ниту еден човек да биде исклучен од процесот, да ги вклучиме жените, младите и така натаму. Значи, идејата беше да оваа декларација, која што ќе биде исто еден вид на патоказ, во името на нас учесниците ја подпишат министерката Божиновска, амбасадорот Григоријан и директорот на секторот за енергетика за одржлив развој при Енергетската комисија на Обединените нации за Европа, господинот Дарио Лигути. Сега дел, например, од тие заклучоци беа вика да се постигне меѓународна соработка со цел да се гарантира стабилен и безбеден проток на енергетски ресурси и критични минерали, истовремено забрзувајќи ја транзицијата кон енергетски системи со ниска јаглеродна емисија. Тоа беше една од барањата кои што ние ги испорачавме. Друго, например, беше да се прифати брзиот напредок во дигитализацијата. Дека мора да се инвестира во дигиталните алатки, во образование, во едукација, доедукација и така натаму. Трето барање наше беше дека мора да се подготват програми за субвенционирање на најранливите. Споменавте и вие за енергетска сиромаштија, меѓутоа инклузивноста бара дека ниту еден не може да биде изоставен од процесот, во смисла не може да се остават луѓе да немаат енергија, да немаат достапна и постојана енергија која што може да си ја приуштат. Да се креираат платформи за едукација, доедукација, за вклучување на жените, нели, младите ги споменавме, платформи каде што ќе можеме да го размениме знаењето, искуствата, тоа што вика многу скапо се плаќа, научените лекции. Многу ни се важни, како да не ги повторуваме грешките. Да не ги повторуваме грешките што одреден регион ги направил, да не се случат кај нас. Така да тоа се генералните насоки кои што во принцип ги содржи декларацијата. Истите може да се видат, декларацијата е достапна онлайн на ifsd.mk, така да имате позитивно мислење, позитивно гледање на новото Министерство за енергетика, но меѓутоа како UNDP гледа врз политиките на земјава во однос на наклонетоста и иницијативите што ги прави државата во однос на креирање на политики за одржлива енергија, давање субвенции за користење на енергија од зелени извори и така натака. Во изминатава година и пол ние имавме можност многу блиску да соработуваме и со министерката Божиновска и со тимот од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и можам да кажам дека навистина наидовме на еден тим на професионалци кои што буквално се залагаат и се ентузијасти и они самите да не само ова што го гледаме и што го збориме, него истото го преточиме и во пракса. Пратејќи ја година и пол веќе постои Министерството, ева низа закони се донесоа, закон за енергетска ефикасност, сега е во изработка новиот закон за обновливи извори на енергија. UNDP навистина препозна партнер во ова министерство
и ние се надеваме дека истата соработка со истиот интензитет ќе продолжи во иднина за заедно да стигнеме до исполнување на оние што ги викаме одржливи развојни цели, особено на одржливата развојна цел број 7, за која што веќе исто имаме преговори со Министерството. Сега се прави струја, се произведува струја од обновливи извори, меѓутоа и од регулаторот, па и дел од експертите сметаат дека немаме добар, стабилен енергетски систем. Колку земјава работи на инвестиции во системот, во мрежата? Можеме да се направи куршлус доколку работиме со стара инфраструктура, а се произведува многу од сонце или од вода енергија. Да. Сега ова е малце може би потехнички дел, меѓутоа тоа што јас го знам е дека дефинитивно се инвестира во таа критична инфраструктура која што мора да обезбеди отпорност при овие пикови на производство на сончева енергија, да речеме. Така да знам дека и во соработка со Албанија и во соработка со Грција се инвестира и се засилуваат мрежните капацитети. Во однос на она што викате енергетска сиромаштија, например, знам дека исто се дава поддршка на одреден број на фамилии за преку субвенции во сметката за струја да ги издржат овие шокови, енергетски шокови, особено во текот на зимските периоди. Така да, мислам дека во таа насока исто се прават напори, меѓутоа, пак ќе кажам дека регионални мора да бидат сите делувања. Да, инвестициите. Падот на системот во Албанија може да предизвика пад на системот на енергетскиот систем во Македонија, во Бугарија. Еден ако сгреши сите Како би се заштитили доколку падне се случи такво нешто? Пак ќе кажам, се ова може би малце потехничка дискусија, меѓутоа ете ги дигитализацијата е една од тие алатки, премостување, бајпасирање на системите, локализирање на енергетските системи, децентрализација на системите. Ова беше исто една од клучните теми на разговор, каде што викаме дека мора да се прави децентрализација на системите, да не зависиш од еден извор на енергија, па тој извор ако падне целиот регион ќе има блекаут, туку децентрализација, заштеда, односно преку батерии, заштеда на енергијата за која ќе може подоцна да се користи. Има низа начини кои што факт е дека не се на врвното ниво и уште треба многу работа да има во однос на иновации и напредок и така натаму. Меѓутоа, нашата цел е одржлива цел е енергија безбедна, достапна за сите. Така, само уште еден коментар би сакал во однос на заклучоците. Подписниците велат ќе работат на интегрирани и инклузивни енергетски политики, модернизација на електромрежите, дигитализација и вложување во обновливи извори и фер транзиција. Ова се со црни букви заокружени работите кои што мораме да ги применуваме во периодот што следи, така? Да. И мене ми е драго што 170 ентузијасти, панелисти, говорници беа на овој настан. Беше многу убаво да се види таа енергија и од носителите на одлуки, представниците на владите, и од представниците на финансиските институции, и од енергетскиот представници на енергетски академија, на граѓански сектор, да се види тој ентузијазам дека сите сме обединети кон оваа цел, дека овој форум дефинитивно ќе не поттикне не само уште еднаш, него постојано да размислуваме на што дополнително ние можеме како држава да направиме за да се придвижиме кон глобалните трендови, односно трендовите кои што ги поставува западниот свет. Како за крај сакам да ве прашам чисто што е планот на UNDP во Македонија следно? Каде се ориентирате повеќе? Во кои делови? UNDP активно работи веќе со години на во неколку сектори. Едниот е енергетиката, заштита на животната средина, намалување на ризиците, доброто владење, инклузивноста, обезбедување на инклузивноста, зелениот развој. Така да тоа се клучните теми кои што ние активно работиме со цел и при тоа ги имаме владите и општините како граѓанските организации, академијата,
медиумите и со вас исто соработуваме како партнер за заеднички да постигнеме тие цели, затоа што UNDP впрочем е и развојна агенција. Нас главна задача ни е развојот на една држава. Александра Димова Манчевски, благодарам што денеска беше дел од Студио 10 и разговаравме за битната тема енергетика и овој 14-ти меѓународен форум за енергетика. Благодарам на поканата што се надевам дека убаво си помина, гледачите имаа што да чујат. Благодарам. Почитувани, овде ќе направиме пауза, одиме со реклами, па потоа продолжуваме со останатите два разговори.